Почитувани гледачи, добре дојдовте во првото издание од втората сезона од емисијата од своја страна, која што се емитува на телевизија Сонце. Драго ми е што повторно ќе се дружиме пред малите екрани со нови интересни гости и со нови интересни приказни кои што се надевам дека и овој пат ќе допрат до многумина од вас. Ова прво издание од емисијата од своја страна го посветуваме на театарот, на штиците кои што живот значат и секако на сцената. По тој повод чести задоволство ми е да ги најавам моите денешни гости кои што ни доаѓаат токму од Гостивар. Станува збор за младите и надежни актери Нинослав Нанков и Теодора Волчевска. Дечки, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од емисијата од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце. Благодариме на поканата. Како сте првично, како патувавте? Супер. Добро. Ќе почнеме од дамата, како што е редот. Теодора ти годинава го заокружи своето средно образование во Гостиварската гимназија, односно беше матурантка. Се запиша на факултетот за технологија и дизајн на мебел и интериер, овде во Скопје. Моето прашање е зошто не на драмски? Се запишав на тој факултет затоа што првенствено и таму имам таа страст и желба за работа и за учење. Од секогаш ми се допаѓала таа естетика и креативна сум, а и нормално и театарот е, нели, вид уметност, така е? Да, паралелна работа која успатно ја правам, така да и двете работи ги сакам и се надевам дека и во иднина не викам дека нема да се запишам на драмски. Може би до година ќе те видиме таму? Да, можно е се, така да оставаме да видиме со текот на времето што ќе биде. Така, истражувајќи за тебе, прочитав дека од своја најрана возраст стануваш дел од театарот, односно културното здружение Дунек во Гостивар, односно веднаш по завршувањето на основното училиште ти стануваш активен член таму. Ајде малку повеќе за тоа, па потоа за представите и за твоите омилени улоги. Точно. Откако завршив основно, бев полуматурантка, станав член пред 5 години, пред 4 години во културното здружение Дунек. Сум учествувала на 10 представи сигурно, имам изиграно 10 ликови кои на некој начин се дел од мене и некако секогаш го гледам тоа како еден вид на работа која ме исполнува и која сакам да ја правам. Затоа што, едноставно на сцената се чувствува магија и мислам дека тоа е не секојдневна работа која ја правиме. Така, колку влијаат улогите во представите кои што ги добиваш и дали се расте преку нив? Да, дефинитивно се расте, се созрева, се пронаоѓам и јас како личност, самата знам што сакам, што не е и можеби сум слична на овој лик или ова нема допирни точки со мене. Се распознавам самата себе си, што е исто еден од интересните начини. Тука ми се наметнува прашањето, има ли улога која би можела да ја издвоиш, која што ти оставила најголемо влијание кое што го чувствуваш еве ден денес? На тебе како лик? Како најсвежа меморија беше крајот на 2019-та, ја играв Мелудиот и Калуѓерката од Станислав Виткиевиќ. Еден тежок психолошки трилер, дефинитивно тешка тема, тежок текст. Ја играв Калуѓерката или сестра Ана. Има многу варијации од име, од Калуѓерка на Анџа во Сомнително лице и не знам Маца во Ден за одмор. Многу се различни тие варијации. Интересно за вас двајца е тоа што и двајцата не сте запишани на драмски, секако како што и кажав. Нинослав, ти си студент на правниот факултет, дипломиран студент на правниот факултет Јустинијан I овде во Скопје и нели студент на мастер студии сега. Свеш, кажи ми, зошто еве ти не на драмски? Јас, кога требаше да се одлучам каде ќе го продолжам високото образование, 2 години мислам пред да завршам средно, откако почнавме да работиме и во средното школо и во театаров Дунек, каде што и сега членувам, некако одлучив дека сакам тоа да го правам, дека ми исполнува и дека ми значи непроценливо многу и си реков, јас ќе се занимавам или со тоа, или со ништо друго. И кога завршив средно, за моја среќа, или еве за несреќа, пошто не сум сега студент таму, за моја среќа тогаш имаше приемен, не е, например, како во случајот на Теодора, што сега сака да оди, меѓутоа не може затоа што нема уписи. Јас конкурирав на Факултетот за драмски уметности, бев на приемниот испит кој што траеше 1 недела.
И не ме примија, значи помина во вториот круг, меѓутоа во втората селекција не бев избран за да како дел од студентите кои што ќе студираат таму, а ова со правниот факултет некако ми беше план Б. Така некои совети од дома што би можел друго да правам освен тоа. Меѓутоа јас бев цврсто решен дека со тоа ќе се занимавам или со ништо друго. Кога испадна да не ме примат на факултетот за драмски уметности, си реков што сега, и искрено не сакав да го трошам времето, немаше секако да го трошам залудно, меѓутоа не сакав да стојам така. Кога размислив и кога си реков што да правам понатаму, испадна дека планот Б, односно правниот факултет, ми испадна план А. И еве сега од оваа дистанца со завршен факултет, ја засакав правната област и сум среќен што се образував од некоја друга сфера, што сум само побогат, немам никаков минус, затоа што паралелно во моето студирање на правен факултет, јас континуирано целиот период играв во театар, игравме заедно, така што не гледам никаков минус, бидејќи за нас како актери единствената работа што не исполнува е да бидеме на сцена и да играме, да имаме нови улоги секогаш, а јас тоа го имам. Така, тоа ми беше прашањето, кај тебе не застанува љубовта кон театарот и покрај тоа што нели се надоградуваш во друга област и се образуваш, кажи ми кога се јавува првата љубов со штиците кои што живот значат? Па во таа сфера има две приказни. Едната приказна е која што ја живеев до сега, а другата приказна е која што ја дознав пред некој период. Се работи за ова. Јас знаев дека сум почнал да се занимавам со тоа од прва година средно, откако станав дел од прводрамското студио Камелеон, што е во средното економско училиште каде што завршив. А веднаш после тоа продолжив со театарот Дунек и паралелно додека студирав во средно, работев и во школа, работев и во Дунек. Кога завршив средно, продолжив само со Дунек. Меѓутоа пред некое време кога разгледував семејни фотографии, најдов една фотографија од 2000 година кај што сум имал 4 или 5 години најверојатно од градинка или од забавиште и сум на истата сцена во културниот дом во Гостивар кај што и сега играм. Така да уште од 2000 година сум бил на таа сцена. Предодреден за тоа. Тоа е некоја најверојатно некоја приредба од забавиште и сум учествувал таму и сум на сцена, така да Тоа е патот. Така да најверојатно е од тогаш, да. Така. Интересно за тебе, Теодора, е тоа што прочитав дека си држала курсеви за модерен танц и балет, ако не се лажам. И хип-хоп. И хип-хоп, така. Исто така имате организирано и перформанси со тие групи. Кажи ми ова во склоп на културното здружение или надвор од тоа? И нешто повеќе за тоа еве да така, кажеш. јас сум самоука, од секогаш сум го сакала танцот и во мое време кога сум била помалечка, мајка ми стално барала некој начин да ме запише на балет или дали има некои модерни танци каде што можам да се развијам во тој фазон. Театарот не бил се уште мислам развиен, културното здружение како помалечка се уште не било до тој степен развиено за да ме запише таму, ама мислам дека првата љубов имав дефинитивно кон танцот, зашто ми беше еден вид на изразување на чувства. Точно, да, дефинитивно. Само без текст, без некое си дејство, повеќе со движење и со самата музика што ја слушаме. И затоа ми беше многу битно, барем сега овие дечиња, оваа помлада генерација што е тука и што не обкружува, да на некој начин да им го разубавам секојдневието, да научат нешто ново, физичка активност, што е исто така многу битно за нивна возраст. Ги имавме од 6 години до 11-12, така да имаше поголеми варијации. Така да, перформансите ни беа исто така во културниот дом, ги имавме после одреден процес од 4 до 5 месеци, додека ги работевме тие ритмики и рутини и потоа ги перформира во самиот дом, со публика, со... Исто така имавме и видеозаписи, кои се на нашата официјална страна на Facebook. Да, учествува и беа дел од кошаркарскиот клуб Гостивар, на сите надпревари што ги играше на домашен терен, во спортската сала, на паузите на полувреме, така што... Одлично. Кога зборуваме за театарските представи, сакам да ве прашам дали ви била можеби доделена улога за која што првично сте кажале не, јас тоа не, а потоа сте се вклопиле совршено во улогата. Да, па дефинитивно, ама мислам дека никогаш
никогаш не викаме не за улога, секогаш мислиме Дали сте скептични во поглед дали ќе ја одиграм како што да го треба? направам, Да, така. дали Тоа ми е можам ова да го направам, дали што ако не можам, што ако не успеам, не знам дали сум во можност да го сторам ова и ова затоа што е многу далечно од мене. Да, дефинитивно сме имале. Мислам дека и Нино и јас имавме во последнава представа Луѓето и калуџерката. Луѓето и калуџерката, да. Тоа беше еден жанровски надреализам, некој психолошки трилер, тежок текст. некој тежок текст, некои карактери со карактерни особини во кои што не сме баш ние приватно навлезени и баш онака комплексна материја за истражување, за надоградување, за себе спознавање, така што комплексни, меѓутоа пак задоволство, затоа што кога си таму се ти е предизвик и се ти е задоволство да го направиш и не гледаш никаква потешкотија во тоа колку и да е тешко, го правиш со мерак и со елан. Интересна работа е тоа што се ни е дозволено во театар, без да се оправдуваме, без да се објаснуваме на другите, се ни е дозволено, тоа го правиме во име на друг, се забавуваме и во тоа е магијата на театарот. Колку аплаусот од публиката е битен за вас? Битен е. Многу е битен. И аплаузот и реакциите, ако играме комедија, па ние додека сме на проби си се смееме примерно одредена сцена или на таа сцена очекуваш од публиката реакција и кога тоа ќе се случи вистински од публиката, без разлика на крајот тоа е аплаузот. потврда за работата. Е апсолутно потврда за работата и што е многу важно, во текот на представата многу мотивира и го крева адреналинот и дава плюс енергија за тоа што го правиш на сцена. Така да е исклучително многу важно. Оно што ми остави впечаток за вас двајца е тоа дека често соработувате не само во театарот, туку и надвор од него во многу проекти. Она што измина во последниот период е проектот насловен како Evergreen Македонија, проект фокусиран на македонскиот туризам и на неговата промоција. Сакам да спомнеме нешто и за него, без разлика што тоа се тоа помина. Ќе кажеме која беше целта на проектот и нели ќе кажеме за вашите улоги во истиот. Целта на проектот беше да ја промовира Македонија и нејзините убавини, како и туристичките атракции што ги нуди самата држава. Ја прошетавме цела Македонија, снимавме во секој град. Има ли што во нашата држава и колку ни ја познаваме? Да, свативме дека многу малце ја познаваме и не го вреднуваме тоа што го имаме, затоа што дефинитивно имаме места каде што без разлика дали имаме море или немаме, или имаме некое си не знам, некое си прекрасно место што ќе те како и да е, имаме дефинитивно многу убава природа, многу убави планини, што посебно ми оставија впечаток. За кои специјалитети, да, вкусни специјалитети. Нешто што ми се допаѓа од тоа се што го видовме низ Evergreen Македонија, што нашава држава нуди места од секоја област. Значи ти ако сакаш да планинариш, имаш каде. Ако сакаш да возиш велосипед по стрмна патека, имаш каде. Ако сакаш да пливаш, имаш каде. Ако желба да имаш. Да. Ако сакаш да одиш на скијање, имаш каде. Значи не е нашава земја некоја земја што нуди само тоа и ти во тоа можеш да се пронајдеш. Така. Има буквално се и буквално во секоја област има што да понуди. И ние колку што бевме, барем лично јас, а и со Теодора додека снимавме, го разговаравме тоа, колку што бев среќен за тоа колку нуди нашата земја. Не сме биле свесни пред тоа. Да, толку истовремено бев и онака тажен и си викам самиот на себе си колку ништо, лично јас прво од себе си, колку ништо не сум знаел или колку малку сум знаел. Или колку ни фалат можеби такви проекти кои што еве ќе на некој начин ќе допринесат до оние кои што можеби не знаат. Ние се запознавме буквално со секое камче од Македонија. И буквално секое место го прошетавме од аспект на хотели, манастири, езера, ресторани, пештери, планини, значи буквално се. Се што можеше да се опфати, максимумот го направивме и искрено за мене е многу голема сатисфакција и многу голема придобивка прво лично, што сум го видел се тоа, а прво и професионално, а второ и професионално што преку нас и преку целиот тој проект и останатите имаат можност како и домашните, така и странски државјани да се запознаат со држава и да ја посетат. Се надевам и верувам дека ќе донесе придобивка тоа што го направи. Така е. Проектот беше составен чином од неколку видеозаписи, односно 10 песни. Да. Тоа се наши македонски песни. 10 песни, 10 региони низ Македонија, секоја песна свој регион.
автоматски 2 во 1 промоција и на македонската музика и Така, на нашите гледачи туризмот. ќе имаат можност да Да. погледнат. Песните беа, сите 10 песни беа на Кире Костов. Трио Джентламен изведува 7 од нив. Имаше плюс 3 млади пејачки, Антонија Гиговска, Мина Блажев и Барбара Поповиќ, кои што изведоа по една песна заедно со Трио Джентламен, а останатите 7 беа Трио Джентламен сами, така да имаше од се по нешто. И повозрасни музичари, и млади, и ние како актери бевме вклучени од гостивар, така да. Одлично. Нинослав, она што за тебе ми го осврна вниманието е тоа дека ти активно учествуваш од твоето студирање во ораторските вечери кои што се одржуваат на правниот факултет Јустинијан I овде во Скопје. Со тоа што можеш да се пофалиш со повеќе награди, во 2016 година чинам освојуваш 2 награди, Да. втора награда и награда за најдобра интерпретација. Да. Искрено, ете и една причина плюс зашто си го сакам мојот факултет. Кога се запишав таму и кога почнав да студирам, клубот на оратори ми дојде издувен вентил. Како тоа издувен вентил? Затоа што говорништвото и говорницата пак е еден вид на уметност и еден вид составен дел од тоа што јас најмногу го сакам и со тоа што Театарот се многу ти помогнал, Да, дефинитивно. апсолутно. Театарот многу ми помогна во тоа што го правам таму на говорница, односно во ораторските вечери и почнав уште од прва година да учествувам активно таму. Мислам дека 4 пати имам учествувано. Првите 2 пати влегував во финале. Тоа што сега го спомна во 2016-та бев второ место, имав награда за најдобра интерпретација, награда која што се доделува во чест на актерот Бранко Ѓорчев, да, ја доделува неговото семејство. И уште еден момент кој што сакам да го споменам, со истиот тој говор, учествував и на правнијадата која што се одржа во Сребрено језеро, непосредно после ораторската вечер. И бев и таму учесник од нашиот факултет, го представував нашиот факултет со истиот говор, таму освоив 3-то место. Значи тоа е на балканско ниво, сите правни факултети од Балканот учествуваат таму, таму го освоив 3-то место со истиот говор, државата тоа сум јас. И последно и најново Победуваш, да, конечно, во така. 2018-та, да, што ми е многу мило што тоа дојде Со труд постепено. Со труд постепено, да, не дојде тоа најнаш, туку си дојде со текот на годините. Го препознавали Да, дефинитивно. и јас созреав и пораснав Тоа ми и беше се изградив во тие ораторски води. Така. И си дојде баш јас си Се го гледам. случило тогаш кога Да, и треба. баш си го гледам онака заслужено, баш као сатисфакција на трудот претходно. Победуваш со црни тоги говор, кој што дава критика на судството во нашата држава. Моето прашање е колку говорите на ораторските вечери имаат влијание во се она што се случува во државата и дали менуваат можеби нешто? Говорите на таа ораторска вечер. Дали некој го слуша дојдуваш таму? Апсолутно. Говорите на таа ораторска вечер имаат многу силно одекнуваат, затоа што ораторската вечер е голема традиција на правниот факултет, затоа што во тој период додека ораторската вечер е актуелна и во вечерта кога се случува и период после тоа, таа е актуелна. Сите медиуми зборуваат за тоа, ораторите гостуваат по емисии, зборуваат за нивните говори, така што тоа трае. Не е само се случи вечерва и толку. Така што со сигурност тврдам и по себе гледам ова што сега победив, колку беше актуелно, колку имавме гостувања, зборувања на таа тема, па говорите повторно и повторно. Гостувања од, пример, председатели на судови, кои што се во таа фела, еве сега конкретно за мојот говор, така што сигурно се слуша гласот на студентот од таа говорница и она што е кажано на ораторската вечер, без разлика на која тема. Сега конкретно зборувам за мојата, затоа што тоа е најактуелно и тоа е лично мое. Така е. А промените, колку се случуваат промени, не знам, мојот говор мислам дека уште е актуелен, пошто цело време се зборува колку судството треба да се поправи и како треба да се работи на тоа. И од една страна сум среќен што е актуелен, затоа што сум направил нешто што има вредност, а од друга страна сум тажен што е актуелен, затоа што Можеби не се променило доволно. Да, би требало така да се промени за да не биде мојот говор толку актуелен, пошто мојот говор е критички. Така што ме критика би требало нешто да се промени да не биде тоа веќе актуелно, да не се зборува. А за жал кај нас уште се зборува, за тоа има некои промени, меѓутоа се уште е актуелно дека треба многу и многу да се работи.
По повод празникот Илинден, кој што измина, организиравте рецитал. Ајде нешто повеќе за тоа. Имавте покането доста гости, на што се осврнавте? Која беше целта, идејата на рециталот? Гостите на настанот беа Зарина Првасевда, таа е уствари пеачка исто од Македонија. Беше пропратено со музички точки, изворни стари македонски убави песни, што ние ги имаме, да. Во текот на целиот настан, во текот на целиот рецитал, имавме 2 рецитали. Горан Ников беше исто така актер и тој беше гостин. Стојче Нешковски, Ѓорѓи Нешковски, јас, Нино, Ивана Мерџановска, Виктор Анџелковски. Тие исто така се наши дечки од Театар Дунек. Настанот одеше онлайн поради пандемијата со поради COVID. пандемијата. Се приспособивме на тоа што се сите протоколи колку што можевме. Ја снимивме целата церемонија и ја пуштивме онлайн, така што пак допре до публиката и до сите што не следат и што сакаат да не гледаат. Колку гостивар може да се нарече град на културата? Последниве години мислам дека дефинитивно ја вративме театарската публика во театар. Имаме луѓе кои многу не ценат, не вренуваат, доаѓаат и ни викаат кога пак, сакаме нешто ново. Така што тоа ми е многу мило, да. И мислам дека може да се нарече град на култура. И ние се трудиме максимално со сите капацитети што располагаме. Имате ли поддршка од градот за театар? Максимална поддршка и од градот и од публиката. Имаме максимална поддршка и тоа ни дава и мотивација плюс да даваме максимум во тоа што го правиме и да го одржуваме нивото на културата во Гостивар и мислам дека успеваме, како што кажа и Теодора. Успеваме затоа што публиката не следи, со нетрпение чека наш нов проект, постојано не прашуваат кога пак и приватно кога не среќаваат низ град. Работите нешто ново и па дечки, работите нешто ново? Да. Работиме. Да, во моментов имаме една представа која што е на нашата Facebook страница. Културно здружение Дунек. Културно здружение Дунек, да, Гостивар. Публиката таму може да види што имаме сработено. И сигурно во наредниот период чекаме и ние уште малку да се стабилизира ситуацијава со се што се случува. Нели ги чекаме и тие посебни протоколи за театар, па сигурно ќе работиме нешто ново, така да на публиката нема да ја останеускратено задоволството за уживање во театар. Не сакаме и ние. Ќе не гледаме онлайн. Да, и ние сме нестрпливи, па и онлайн се надеваме дека во блиска иднина ќе биде и со некој редуциран број на публика, па ќе можат, например, да се направат и повеќе изведби каде што ќе можеме да ја угостиме целата публика што не следи, што не почитува. Јас ќе ви посакам несомнено уште многу успех, впрочем како и досега, како на државно, така и на меѓународно ниво, да ја представувате нашата држава, како преку штиците кои што живот значат, така и преку другите проекти кои што ја имаат впрочем и таа цел, промоција на нашето културно богатство, односно промоција на нашата држава. Ќе ви посакам уште многу успеси, да се гледаме само за убави работи и ве чекам повторно во мојата емисија. Ти благодари. Фала ти многу. И во следна прилика, кога и да работиме нешто ново, кога ќе има некој нов материјал, и нас ќе ни биде задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше првото издание од втората сезона од емисијата Од своја страна. Разговаравме со младите и надежни, талентирани актери кои што ни доаѓаат од Гостивар, Нинослав Нанков и Теодора Волчевска. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание со овој разговор. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. При самиот крај би сакала да упатам посебна благодарност до бутик Мај Мода, кој што се наоѓа во центар овде во Скопје, и до мојата шминкерка Самра и Мери. Бидете поздравени!